Здраво на сите, Атанас Кирјаковски тука од Наука за сите. Дали некогаш сте се запрашале вашата омилена книга или вашата омилена песна колку зборови содржи, колку од нив се уникатни? Тоа прашање е релативно тешко да се одговори без помошта на компјутерите и денеска имам навера да ви покажам токму како тоа да го направите со помошта на табеларните уредувачи, како што се Google Spreadsheets во овој случај, или со помош на алатката Excel, која што, или некоја варијанта на истата, која што би веројатно ја имате инсталирано на вашиот компјутер. Оваа лекција денеска би одела во корист на многу лингвисти кои што се занимаваат со оваа проблематика. Впрочем, оди во насока на нашата филозофија во Наука за сите, дека може алатките кои што се јавно достапни или веќе инсталирани на вашиот компјутер да ги искористите во насока на научно-истражувачка работа или пак во насока да одговорите на некое прашање аналитички кое што ве интересира. Да преминеме, значи, на демонстрацијата. Како може да се исчисти, трансформира и анализира текст, например, во Google Spreadsheets. Како пример, ќе земеме песната на Едгар Алан По, Гавран, или некои уште го нарекуваат Гарванот, не знам зашто. Ова е македонскиот препев од Гане Тодоровски и сега ќе го ископирам текстот. Веднаш забележуваме дека текстот е форматиран, односно секоја реченица, нели така и се пишува поезија, секоја реченица оди во нов ред, содржи меѓу другото и други знаци, освен букви, значи содржи интерпункцијски знаци, како што се овие наводниците, тирето, запирки, точки, извичници и така натаму, но тоа би ни правило проблем подоцна во анализата и ќе ви покажам како да ги отстраните во текот на организирањето и транспонирањето во табуларниот уредувач. Прво нам што ни треба е да се отарасиме од целиот овој форматинг, значи го копираме текстот и го пастираме во еден интернет сервис кој што е многу корисен и често пати го користам, значи ова е aprosto.com, каде што има неколку алатки, стрикно користи за секакви намени. Овој пат ќе го користиме чистачот на текст и ќе искористиме две функции на истиот, односно отстранување на двојни празни места и отстранување на линии. Значи, текстот ќе ни треба само текст, не ни треба друг форматинг во однос на тоа. Ја пастиравме содржината, одиме на clean text и гледате, добивме една поврзана низа на песната Гавранот од Едгар Алан По. Ја копираме истата и одиме назад во веќе подготвената табела во Excel или пак во Google Spreadsheets и таа содржина ја пастираме во првата келија, тука под параграф. Како што може да видите, целиот текст е внесен во една келија. Тоа е огромен број на податоци во оваа келија и сега треба да најдеме начин овој параграф да го излистаме, тоест секој збор посебно да го излистаме во колона Б. Како го правиме тоа? Со помош на една формула, тоест со помош на комбинација на две формули. Започнуваме со знакот еднакво и пишуваме transpose. Отвараме заграда. Ја пишуваме втората формула или функција split. Отвараме заграда. Ја селектираме келијата каде што се наоѓа параграфот кој што сакаме да го сортираме и сега треба да му назначиме на табеларниот уредувач врз основа на кој критериум да ги раздели податоците внатре, тоест врз основа на кој критериум да ги раздели зборовите. Овој пат, затоа што се работи за текст, логично е зборовите да се разделат
после празно место. Значи ставаме наводници, пишуваме едно празно место, затвораме наводници, затвораме една заграда, затвораме две загради, значи да се поклопат двете функции и притискаме Enter. И вуала, како што може да видите, овој параграф се излиста тука во колона Б. Сите зборови, како што одат поред, наместо да бидат во една келија, се напишани во посебна келија. Сега имаме еден друг проблем. Забележуваме дека интерпункцијските знаци се содржани во оваа листа, но нам не ни требаат всушност. Како го решаваме овој проблем? На истиот начин, одиме и пишуваме transpose, како и претходно, но за да не губам време, значи да ги барам и да ги одредам, јас веќе го извршив тоа и само ќе ископирам ова формула која што ја напишав и ќе ви ја објаснам како функционира. Значи на истиот начин се пишува transpose, функцијата се отвара заграда, се пишува split функцијата, се назначува келијата од каде го црпиме текстот, тоа е параграфот во А2, и сега наместо празно место наведуваме неколку, значи многу критериуми, повеќе критериуми врз основа на кои што сакаме да го исчистиме текстот. Значи тука прво е празното место, чистиме после запирка, точка, овој тип на наводници, тире, долго тире, кратко тире, има извичник, друг тип на наводници, две точки, точка, запирка, апостроф и така натаму, загради и така натаму. Сите овие работи сакаме да ги исчистиме, да ги тргнеме од параграфот. Да, доколку има некои други интерпункцијски знаци или други карактери кои што други знаци кои што би сакале да ги отстраните, ја внесувате во оваа листа. Значи листата се прави без да се стави празно место. Значи едно по друго се пишуваат и самата формула си ги исфрла од употреба и ги листа само оние знаци кои што останале после елиминацијата на овие. Притискаме Enter и сега фино може да видиме дека повеќе нема тире, нема запирки, нема две точки, нема извичници и нема прашалници. Така што сега добивме чист број на зборови, но забележуваме дека овие зборови се вкупниот број на зборови, кои што се содржат во овој параграф, и знаеме дека многу од овие зборови се повторуваат неколку пати, еднаш или повеќе неколку пати. И едно од прашањата нас кои што не би не интересирало е колку тие зборови се всушност уникатни, односно зборови кои што не се повторуваат. Google Spreadsheets ни овозможува да употребиме една корисна функција како што е unique, така се вика функцијата, ја отвараме и даваме опсек на истата. Ова е опсегот на таа функција. На сите тие зборови кои што ги излиставме во колона С, притискаме Enter. И сега може да видиме дека добивме трета листа во колона D. Овој пат оваа листа не содржи дупликат, односно дупликати, не содржи зборови кои што се повторуваат, туку е листа на уникатните зборови кои што се наоѓаат во песната Гавранот на Гането на Едгар Алан По во превод на Гане Тодоровски. И за конечно да одговориме колку вкупно зборови се употребени во ова феноменална песна, одиме во колона E и пишуваме count A. Ова е формула која што ги брои сите вредности кои што се наоѓаат во една колона или во еден опсек. Вкупниот број на зборови, значи, се наоѓа во колона C, притискаме тука, и сега, наместо да му дадеме опсек кој што би одел од до, значи, например, од C2 до C800 или колку ли беше, можеме само да назначиме колона C на крајот, без да внесеме ред, и практично
табеларниот уредувач ќе претражува и ќе пребројува од почетната келија тука, во C2, па се до бесконечност, доколку што и оди самиот софтвер до крај. Затвораме заграда и притискаме Enter. Значи, веднаш го дознавме одговорот, кој што не интересираше на почетокот, односно, со колку збора е напишана песната Гавранот. Сега, да го одговориме и второто прашање, нели, што не интересираше, колку тие зборови се уникатни всушност, го повторуваме процесот со count A, отвараме заграда и сега наместо во колона C одиме во колона D, затоа што тамо ги сортиравме и ги изолиравме уникатните зборови, повторно пишуваме две точки и пишуваме колона D без ред за да биде отворен овој опсек, затвораме заграда и притискаме Enter и го добивме одговорот. Значи, вкупно зборови содржани во песната Гавранот на Едгар Алан По се 884, од кои вкупно уникатни зборови се 493. Се надевам дека научивте нешто ново и уживавте во ова видео. Доколку имате прашања или коментари, слободно пишете ни на контакт majmunche@nzs.mk, напишете коментар под ова видео на нашиот YouTube канал или пак на нашата веб страница nzs.mk. Ви благодарам за вниманието и се слушаме, се гледаме до следното видео. Поздрав!